Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги пратеници, представници на владата, почитувани медиуми, граѓани. Мислам дека стигнавме до еден од тие амандмани кои што исто однапред знам како ќе бидат оквалификувани како небулозни, смешни и така натаму. Меѓутоа, еве една хронологија зошто се поднесува амандман со кој што бараме да продолжи да се применува новиот модел за субвенционирање во земјоделството, каде што земјоделците добиваат 30% предвремена исплата на субвенциите и е замена на оној популистички модел на ВМРО-ДПМН, каде што заглавивме со исплати на субвенции, заглавивме со правење на списоци, селекции и така натаму, ги рачистивме сите долгови почнувајќи од 2017 година и затоа ќе почнам хронолошки. 2017 година се наследени долгови во вредност од близу 5 милиарди денари, не за тековната година за која што денеска имаме ребаланс со кој што се додаваат средства, како и секоја година, што е и најнормална работа, секогаш да се проектира, но и да се додаваат пари во земјоделството, заради тоа што сме земјоделска земја и заради тоа што пријавувањето на субвенциите на средината на годината и никогаш не може никој да ги предвиди точно обврските, и тоа било и во време на секоја влада, но она што е изразено во време на владите на СДСМ, односно во последните неколку години, е драстично зголемување на буџетот и со ребаланс и со репрограм на крај на годината. Секогаш кога требало пари плюс за земјоделците. Дали за субвенциите, дали за дополнителни мерки, дали за 13 нови програми кои што се креирани за поддршка на земјоделството. И токму затоа за прв пат се зголеми буџетот од 6 милиарди на близу 9 милиарди денари поддршка преку програмите за земјоделство плюс меѓународната ИПАРД програма која што како ретко која друга земја максимално се користи од страна на македонскиот агросектор. 2017 година наследивме долгови не за тековната година, како што денеска имаме, нели, 1 милиарда денари кои што и со кои што треба да се доплатат средствата за 2023 година. Туку со долгови кои што се однесуваат на 2016 година, на 2015 година, на 2014, 13, 12 и 11. Неверојатни 5 или 6 програми за директни плаќања на земјоделците не биле целосно реализирани и токму затоа на СДСМ и владата на СДСМ и беа потребни во 2 години да ги сервисираме со дополнителни средства овие заостанати обврски кои што ги наследивме од ВМРО-ДПМН. И тоа го рачистивме и после тоа воведовме нов модел на субвенционирање, кој што значи брза, предвремена исплата на субвенциите, за прв пат авансна исплата на субвенциите, насочување на земјоделците кон стратешките култури, кои треба да се произведуваат, дополнителна поддршка за истите, насочување на предавање на производството во домашните капацитети и зголемена контрола на реализацијата на исплатите на субвенции и уште многу предности кои што ги дава новиот модел на субвенционирање. Но пред се, рачистивме со сите долгови и денеска, кога зборуваме во 24 година, нема заостанати субвенции од 2022. Нема заостанати субвенции од 21 година. Нема основни дополнителни мерки кои што не се исплатени од 20-та, од 19-та, од 18-та. Наследивме долгови од 5 години, денеска нема ниту еден денар долг од претходни години. И тоа се проверува заради тоа што сегашната власт има и директор на платежна агенција и тоа се факти и аргументи. И со овој ребаланс, логично, како и секоја година, се додаваат 1 милиарда за оние средства кои што се потребни да тековната програма, оваа за 23 година, за која што аплицирањето траеше до 30 декември 2023 година на пријавувањето на производството и да се сервисираат и овие долгови. Беше истакната една страшна невистинита, лага и не знам уште колку ги имаше во претходниот период, меѓутоа една беше позабележителна, дека 30% од субвенциите за 23 година биле исплатени, 70% не се. Проверете, ќе видите дека 6,5 милиарди денари се веќе исплатени за 23 година. А 1 милиарда денари се тие кои што и со кој што ќе се затвори програмата за 23 година. Без при тоа никој да остави ниту еден денар
пренесени обврски од претходни години, како што СДСМ од 2017 година затече за 5 години неисплатени субвенции. Значи исплатени 6,5 милиарди и 1 милиарда денари се тие кои што се додаваат во овој буџет. Започнавме со примена на новиот модел на субвенционирање во 2023 година и во 2023 година, кога приоритет за владата на СДСМ беше земјоделството, не со ребаланс, па да се чудиме и да правиме приказни и демагогии зошто не биле предвидени, зошто не биле вака или онака субвенциите. Немаше еден ребаланс, немаше еден репрограм со кој што милиарди денари не беа додавани во земјоделскиот буџет, се со цел да се креираат нови политики, нови програми заедно со земјоделците. И нема ниту едно соопштение на ниту една друга политичка партија освен Левица да се противат против новиот модел на субвенционирање. Заради тоа што знаеме колку долго се критикуваше тој популистички модел во кој што не се евидентира производството, во кој што не се пријавува производството, тоа што е произведено во државата, туку се даваат субвенции само по површина. Еве, го променивме моделот и благодарам на сите за таа поддршка. Денеска имаме авансна исплата на субвенциите, предвремена, имаме брза исплата на самиот почеток на година, на сите мерки, и по површина и по грло, имаме насочување на земјоделците кон битните култури што треба да се произведуваат, заради тоа што не може за наутки, кирики и за многу други несуштински, би рекол, производи, за државата да има исти субвенции како што се за стратешки битните, тутунот, јаболката, пченицата, виното, гроздјето и така натаму. И токму го напуштивме тој модел да не знаеме што се произведува и еве воведовме нов модел кој што не најде на никаква критика. Односно најде на поддршка. А со тоа се зголеми буџетот за директни плаќања од 6 на 8 милиарди денари. Минатата година исто така не беа 23-та година, заради тоа што збориме за еден тест период во кој што се применува новиот модел на субвенционирање, исто така од почетокот на годината не беа предвидени. И тоа ништо не е страшно, и тоа не е баук. Ние треба да се бориме, е обврска на секој министер, на секој пратеник, на секој функционер, и да се бори постојано за повеќе пари во земјоделството. И токму затоа постојат ребаланси. И ние денеска поднесуваме амандман за авансна исплата од 30%, за кој што се сака да се каже дека се тоа долгови пренесени обврски, што е лага, заради тоа што, почитувани, овие обврски се уште не се создадени. Зошто не се создадени? Заради тоа што земјоделците уште трае рокот, еве до денес, со продолжувањето на рокот за пријавување на субвенции за 24-та година. Согласно законот, овие субвенции треба да се исплатат следната 2025 година до крајот на јуни. До 2017 година нема ниту една година во која што е испочитуван законскиот рок за исплата на субвенциите до 30 јуни следната година. Последните години може да проверите дека сите исплати на основни субвенции по грло и по површина се во законски предвидениот рок. Значи за оваа година субвенциите по програма се исплаќаат следната година. Меѓутоа, заради тоа што уведовме нов модел на предвремена авансна исплата на 30% од субвенциите кога на земјоделците им се најпотребни, и тоа го тестиравме во 2023 година, и тогаш не беа на почетокот на буџетот. И тогаш не беа средствата доволни или земјоделскиот буџет доволен за да се исплатат сите обврски со земјоделците. Меѓутоа, немаше ниту една година од 2017 навака во која што не се додава милиарда, милиарда и пол и со репрограм милиарда и пол или 2 милиарди кон земјоделците. Затоа и 2023 година не со ребаланс средствата беа обезбедени во декември, ама беа обезбедени. Се боревме да бидат најдени, да биде земјоделството приоритет и да бидат обезбедени. Се обезбедија во декември 2023 година, иако ги немаше на почетокот на годината, меѓутоа со тоа овозможивме за прв пат да го промениме популистичкиот, груевистички модел на субвенционирање на се и се што во државата, модел на селективна исплата на субвенции, на ненавремена исплата на субвенции, да го замениме со модел на подпишување на решение за исплата на субвенции во еден ден за сите лозари, во еден ден за сите тутунари, во еден ден за сите поледелци.
И нема потреба никого да се убедува оваа работа, заради тоа што земјоделците ја знаат таа пракса и се научија дека на Свети Трифун ги добиваат субвенциите лозарите и дека во следните 2 месеци без никаква селекција ги добиваат и сите останати. И таа пракса која што е воспоставена, очекуваме да продолжи, токму и заради тоа што во текстот на ребалансот се поддржува новиот модел на субвенционирање. Во текстот на ребалансот, покрај се друго што се поддржува, односно континуитетот на успешните политики, се потенцира особено новиот модел, односно стратешките култури и се она што го предвидува новиот модел на субвенционирање. И токму затоа го поднесуваме овој амандман со кој што се бараат 2 милиарди денари, кои што не се создадени обврски се уште, заради тоа што пријавувањето на субвенции се уште трае. И тоа ја демаскира една теза и лага дека тие се пари кои што некој не ги предвидел. Да, не требал да ги предвиди. Тие пари се уште не се создадени како обврска и тие пари во 2023 година не со ребаланс во јуни и јули, туку ги предвидовме во декември, кога знаевме колку се пријавени површини, колку е тоа потребно 30% и како влада, и како собрание, како институции, како држава ги обезбедивме и за прв пат 58.000 земјоделци за прв пат после 15 години добија субвенции во една иста календарска година за програма од истата година. Тоа се немаше случано претходно. Да во една година, во декември 23 година, се исплатат субвенции кои што требаше да се исплатат оваа година. Да, и токму затоа велиме пред време на исплата на субвенциите и тоа беше поздравено од сите. И затоа сметам дека треба да се направат напори, дали со овој ребаланс, дали понатака, да се најдат овие 2 милиарди денари и да се продолжи со предвремената и авансна исплата на субвенциите кон земјоделците. Значи, да заклучиме. За разлика од ВМРО ДПМН, во 2017 година, кога остави близу 5 милиарди денари долг од претходни години, 2011, 2012, 2013. И да не се навраќаме на тоа време, заради тоа што воспоставивме редовна исплата на субвенциите, тогаш имаме долг од близу 5 милиарди денари по претходни години, денеска имаме 0 денари долг по претходни години. Денеска имаме период на затварање на програмата од 2023 година и барање за 2 милиарди денари за 2024 година за аванс на исплата која што не е законска обврска. Законски треба да се исплати во 2025 година. И сигурно дека доколку не се обезбедат пари, нема да се продолжи новиот модел, земјоделците нема да добијат аванс на исплата до крајот на годината и дека ќе останат овие средства да ги добиваат 2025 година, како што било во претходните 15 години од 2005 година се до уведувањето на новиот модел. И денеска оставаме 0 денари долг, како што кажав, во делот на овие исплати од претходните години. Значи немаме, ако направиме паралела што е тоа што наследивме, што е тоа што денес го имаме, наследивме неисплатени субвенции од претходни 5 години, затворени визби како Повардарија, Петра, Џумајлија, да не зборам за Светмил, за многу афери, неисплатени 2000 лозари кои што ги исплативме. Во годината 2017 година која преземавме власта, не беше исплатен тутунот и не беа исплатени основните субвенции. Имавме ризик од укинување на ИПАРД фондовите, имавме протести, имаше исплата на субвенции пред избори, 58 милиони евра на 2 дена пред избори во 2014 година и на многу други скандали и неправилности кои што се обидовме да ги исправиме и денеска да програмата за директна поддршка може да ги сервисира земјоделците. Денес имаме состојба во која можете до крајот на годината целосно да се затвори и 23 година, но и да се продолжи новиот модел на аванс на исплати. Земјоделците треба да знаат дали до крајот на годината, како и минатата година, без оглед буџет на почеток на годината, кој предвидел, како предвидел. Значи дали земјоделците ќе добијат до крајот на годината 30% предвремена исплата на субвенциите кои што треба да ги добијат во 2025 година. Денеска наследувате искористеност на ИПАРД
и земја која што лидер во искористеноста на ИПАРД фондовите, голем број на сектори кои што беа колабирани во претходниот период денеска се шампиони по извоз на македонските производи и уште многу редица на придобивки кои што во голем дел се и придобивки кои што ги даде новиот модел на субвенционирање. Затоа со овој амандман бараме да се продолжи предвремената исплата, новиот модел на субвенционирање и земјоделците да добијат што побрзо средства на своите сметки за програмата од 2024 година, а не да чекаат 2025 година. Ако за оваа влада е приоритет земјоделството, ќе го направи истото што го направи минатата влада, не на почетокот на годината, не со ребаланс, туку на крајот на годината со репрограм на неискористени средства беа додадени 2 милиарди кои што беа токму за авансната исплата за земјоделците. Благодарам. Го молам представник